Добро, почитувани представници на медиумите. Како што е редот, сакаме новите сознанија поврзани со аферата за хотел Скокта да ги споделиме со јавниот обвинител на Република Македонија, кој согласно принципот на допрен глас има обврска конечно да ја расчисти оваа афера, заради која и угледот на земјата е сериозно нарушен. Повикот до јавниот обвинител го правиме преку оваа пресконференција, бидејќи за жал телефоните во оваа државна институција се исклучени заради неплатени сметки. Цел месец јавноста ги очекува одговорите од премиерот, кои во серија му ги поставивме од оваа говорница. Додека Груевски и ВМРО ДПМН се обидуваат да ја зацкријат оваа афера, Социјалдемократскиот сојуз денес со нов документ ќе им ги направи нивните обиди уште потешки и невозможни. Ова е документ издаден од Стопанската комора на Куракао во Холандски Антили, кој потврдува дека компанијата Риго Холдинг НВ дури на 16 септември 2008 година, кога станува содружник на фирмата ХЛХ Macedония ЛЛП, треба да го изгради хотелот за Рамстор, всушност е формирана 19 март 2008 година. Предпоставувате каде? Фирмата Риго Холдинг е формирана во Лихтенштеин од фирмата Шреберен Зендел, која се занимава исклучиво со финансиско-банкарски услуги, особено за офшор компании. Очигледно, станува збор за наменска фирма, формирана дури цела година после добивањето на тендерот, со единствена цел да ги прикрие текот на нечистите пари и наводната странска инвестиција. Затоа и од Лихтенштеин се префрлила прво во Холандски Антили, па дури потоа се јавува како содружник во Лондон. Да биде иронијата поголема, најавуваната инвестиција од 68 милиони евра треба да реализира фирма со оснивачки влог од 100 акции од, позамислете, само 1 евро, или вкупно оснивачки влог од 100 евра. За жал, таков пример на фирма со оснивачки влог од само 100 евра да гради хотел од 68 милиони евра нема ниту во магистарскиот труд на Никола Груевски, кој беше токму на тема странски директни инвестиции. Покрај тоа, на 9 февруар 2010 година истече гаранцијата од 1 милион евра дека хотелот ќе се изгради во предвидениот рок. Од каде средства за било какви градежни работи, кога фирмата мајка не потрошила ниту денар, ниту евро или фунта? Да резимираме. Денес, фирмата која основа македонската компанија која победи на тендерот, ниту гради, ниту е на иста адреса кога беше формирана, ниту ги има содружниците кои беа алиби дека ги исполнували условите, нити потрошила ни денар, евро или фунта. Затоа, господине премиере, она што го знаевте уште кога се фативте со лопатата кој е вистинскиот инвеститор, она што го знае цело Скопје, имате ли конечно храброст и доблест да и го соопштите на јавноста? Господин јавен обвинител Шврговски, ќе почнете ли конечно да си ја заработувате платата што ја добивате од граѓаните и ќе покажете дека во Република Македонија важат законите за сите подеднакво? Бидејќи премиерот Груевски одговара само на однапред договорени прашања, а на другите или молчи или лаже дека писмено ќе одговори, му даваме рок до 23 март да се подготви за пратеничките прашања и да одговори кој е вистинскиот инвеститор кој стои зад изградбата на хотелот. Како е можно фирма со оснивачки вкупен влог од само 100 евра да инвестира 68 милиони евра?